Благодарам, председателе. Почитуван колега Борче, слушајќи ги вашите тврдења, не можам да не направам споредба помеѓу она што го гледаме денес во Министерството за земјоделие и она што го оставивте вие зад себе, а што велите дека моментално било хаос. Имено, додека со вашиот министер ги блокиравте земјоделците со полиција на улиците, Трифуновски ги отвори вратите на Министерството за диалог. Додека вие чекавте со месеци за административни постапки, Трифуновски воведе ред, отчетност и брзи решенија, работејќи без фалби, туку фокусирано на решавање на проблемите во земјоделието. Кога лозарите протестираа, кога оризарите се жалеа во ваше време, кога тутунарите бараа достоинствена цена на својот труд, одговорот од ваша страна секогаш беше ист: ветувања, пресконференции и фотографии за социјалните мрежи. Фактите се сурови. Во владење на СДСМ имавме неисплатени субвенции, пат на сточниот фонд, пат на производството на млеко и сериозни проблеми со откупот на земјоделските производи. Денес вие држите лекции за земјоделство, а токму вашите политики ги доведоа земјоделците до работен опстанок. И кога веќе спомнавте за млекото и млечните производи, треба да се напомене дека кога ВМРО-ДПМН дојде на власт, субвенциите за литар млеко не беа исплатени цели 17 месеци. Да не зборуваме за состојбата што ја оставивте во самото министерство. Најпрвин хакиран систем, потоа изгубени податоци, па укинат колективен договор за вработените, судски спорови поради незаконски постапки и институција оставена во тотален хаос. Овде мора да се напоменат и дека беа неисплатени по 4 плати во македонски шуми и водостопанство, и сето тоа не се политички квалификации. Тие се последици од вашето управување. Особено е иронично што спомнавте за корупција, а јавноста памети. Бројни афери, сомнежи за непотизам и скандали за кои никогаш јавноста не доби од вас одговор. Наместо резултати во борба против корупција, добивме само пиар кампањи и празни слогани. Денеска, кога се исплаќаат заостаратите субвенции, кога се носат нови мерки и се враќа довербата на земјоделците, вам ви останува само да критикувате. Затоа, пред да обвинувате, одговорете им на земјоделците: ако се било толку добро во ваше време, зошто оставивте толку неисплатени обврски? Зошто толку беа незадоволни производителите и имаше толку нерешени проблеми? Ви благодарам.